ќе одиме со линкот на нашата Марија. Тие се веќе подготвени со Ирена Јурчева, малку повеќе за незиното ново дело. Марија, повели. Така е, да, во ова вклучување ќе најавиме промоцијата на овој роман. Станува збор за романот Ќе помина моќта од авторот Ирена Јурчева. Станува збор за роман чија промоција ќе биде одржана во Младинскиот културен центар идната недела во среда во Младинскиот културен центар со почеток во 19 часот. Ќе напоменеме нешто повеќе за самиот роман, за промоцијата, но воедно и верувам дека ова вклучување ќе биде потсетување за нашите гледачи дека навистина треба да се читаат македонските автори и колку сушност е тоа од голямо значење. Многу повеќе во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка Ирена Јурчева. Добро утро и добро дојдовте во утринската нателна. Добро утро, благодарам за поканата. Навистина ми е драго што имаме можност да ја најавиме промоцијата на овој роман. Напоменав дека ќе се одржи во Младинскиот културен центар. Што е она кое што треба да го знаеме дополнително за самата промоција? На промоцијата, на кој што ги поканувам сите љубители на пишаниот збор, кој што ќе биде во Младинскиот културен центар во 19 часот. Промотори ќе бидат Виолета Танчева-Златева, поетеса, писателка и преведувачка, и Александар Маџаровски, поет, преведувач и македонски јутубер, познат како Читачот. Верувам дека секој читател ќе се пронајде барем во еден од ликовите во мојот роман. Инаку романот е приказан за созревање, за едно младо момче кое што расте на крајот на 90-тите години и почетокот на 2000-тите. Наша генерација, миленијалци, кои што многу убаво го осетивме тоа време и се одвива, скоро сите настани се одвиваат во Скопје. Кажете ми, во самата најава која што ја прочитав на социјалните мрежи за самата промоција, се вели дека со самото читање на овој роман се навлегува во еден магичен свет. Да нагласам дека жанрот не е фантастика, туку е на границата на фантастичното и необичното. Како што напоменав, како што кажав, се работи за една приказна за созревање за формативните години на главниот лик, значи зборувам низ машка перспектива и го гледам светот низ машка перспектива. И сите действија се од ретроспектива на возрастниот главен лик по име Адријан, кој што раскажува за своето детство, за својата младост и во еден момент ќе добие ненадејно, необичен дар, да може да ги чита луѓето на необичен начин, да им влегува во нивните умови и да им влијае како што ќе посака. И низ текот на дејството тој се бори со сите предизвици кои што ќе му се наметнат и се учи на одговорност. И тој роман приказната го наметнува прашањето колку ние можеме да останеме добри имајќи таков голем дар. Значи, е на граници на необичното, но сепак е приказна за едно реално време во Скопје. Тоа е всушност и пораката која што сакате да ја испратите преку самиот роман. За кој најмногу ја препорачувате оваа книга? Дали може би за помладите? Би рекла дека може да биде за зрел млад човек, иако приказната е сепак романот е наменет за возрастна публика. На самиот почеток во најавата напоменав дека со ова вклучување веруваме дека ќе ги поттикнеме и гледачите да се читаат македонски автори и дека ќе напоменеме од колкаво значење е тоа. Дали во денешно време според вас се читаат македонските автори? Чувствувам дека се повеќе се цени македонската литература и се читаат домашни автори и нашата сцена е многу жива и динамична и особено младите читатели, особено има една верна публика, не многу бројна, но верна публика за познатите писателски имиња кои што се повеќе стануваат популарни во регионот. Но мора да признаеме дека сепак странската литература и преводната литература повеќе доминира на пазарот, можеби и поради глобалните трендови. Но ги препорачувам нашите автори, има што да се каже, има што да се раскаже, имаме многу убави дела кои што сега конкурираат и за награда роман на годината и навистина можеби 50 и повеќе романи се пријавуваат на конкурси како на пример Оливера Николова најдобар роман за млади или роман на годината. Има многу наслови кои што ќе понудат едно ново урбано писмо. Да се надеваме дека оваа порака ја испративме до нашите гледачи. Се читаат но уште повеќе да се читаат македонски автори, но воедно и да се прочита вашиот роман, да се присуствува на промоцијата. Верувам дека ги поттикнавме. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и вам.
Благодарам уште еднаш пред самиот крај ќе напоменеме дека промоција на овој роман ќе се одржи во Младинскиот културен центар со почеток во 19 часот идната недела, односно во среда.